Блог во 8 часот во Македонија наутро разговараме со министерката за образование и наука Весна Јаневска. Добро утро. Добро утро. Министерке, овој период од годината некако сосема нормално дека ќе зборуваме за уписите во средните училишта. Ги испративме учениците на заслужен летен распуст и време беше да се запишеме во средно образование. Каде, колку слободни места, кој каде се упишал, веројатно бројките денеска во текот на денот ќе ги кажете, но она што некако не го зборувавме, а сметам дека е особено важно, дали ќе се согласите со мене, е тоа каков учениците, какво знаење покажа. Дали ќе дојде време кога ќе зборуваме за реални оценки и реално постигнато знаење? Благодарам за прашањето. Точните бројки колку се запишани, ќе ги имаме деновиве. Приближно се движа последните информации што ги добивме, соодветно на бројот на ученици кои завршуваат 9 одделениот, и тоа е многу важно. Во минатите години сме виделе дека има одреден број на незапишани деца во средно, годинава ќе знаеме точно до вечер или овие денови. Но она што точно го лоциравте е поважното е знаењето на учениците, без оглед дали се основно и сега тие од основно кои поминуваат во средно или се средно. Да, и пред неколку години полагањето во гимназијата Орце Николов и оваа година полагањето во гимназијата Ѓорги Димитров покажа дека всушност не е задоволително нивото на сите деца и не е соодветно на оценките кои ги добиваат. Тоа е посебен проблем, соодветноста на оценките кои тие ги добиле или знаењето кое го покажуваат, и може да има бројни и различни причини, но битно е дека навистина треба квалитетот во образованието да се подкрене и квантумот на знаење кои учениците го имаат, колку е можно повисоко да го подкренеме, како да се случи во изминатите години, знаењето да стана неважно, оценките да станат важни, предпоставам заради уписната политика, која и не е лоша, која и не се разликува многу и од околните земји и од други земји, и поради други социјални причини, некогаш е престиж да бидеш запишан во одредено училиште, некогаш е престиж да се каже, нели, јас ги имам сите петки, но реалноста е поинаква. Во реалноста и во текот на животот, она што како професор, еве сум им го кажувала и на моите студенти и на младите, им велам дека знаењето е она што ќе им го даде квалитетот на животот во иднина, компетенциите, вештините кои ги стекнуваат во животот и професионалноста која ќе ја покажат на работа. Ќе дојдеме до соодветното вреднување и до соодветното ниво, но за тоа треба време. Јас секогаш кажувам, промените кои ги правиме сега во образованието, анализата на тие промени ние ќе можеме да ја правиме за 10 години и тогаш и да го видиме ефектот. Но ми се чини, таков печаток имам, се уште немаме направени детални анализи и анкети, ќе го направиме тоа во иднина. Ми се чини дека веќе пораките кои ги праќаме, како да стигнуваат и до учениците, и до родителите, одредени чекори кои ги превземаме, де факто и не будат премногу бурни реакции, се разбира тоа е направено смислено, плански и така натаму, предпоставувам и затоа не се бурни реакциите, како што, например, еве нема поправање веќе на наставнички совет на оценки во основно образование, до година ќе биде тоа и за средно образование. Поправете ме ако грешам, дека особено на социјалните медиуми, како да ги раздвиживте малку повеќе родителите во тоа, во комодитетот дека така се поправа оцените наназад години. И не треба да биде така. Треба да биде правило да не се поправаат на таков начин. Ние тешко ги прифаќаме новите правила, тешко. Сега тука под наводници сакам да кажам дека од комодитетот тешко излегуваме, но сепак правила се правила, тие мора да се почитуваат.
На почетокот, кога децата тргнуваат на училиште, поголем број родители сакаат нивните деца се стекнат со знаење. Некако во текот на школувањето, како да се менуваат одредени ставови и критериуми, зашто не се виновни само родителите, нели целиот општествен склоп е во прашање. Еве и примерот дека сакаат во една одредена гимназија во која се смета дека е добра, дека дава квалитетно знаење, градска, нели значи дека во суштина некаде во подсвеста и се цвени знаењето, но во текот на животот нешто се променило. Мора да учат децата. Една од мерките е оваа, која како влада сме ја превземали и како министерство ја превземаме за да ја пратиме пораката дека тие треба да учат. Впрочем, затоа е школството. Не значи дека сите треба да бидат одлични. Може да има и доволни, и добри, и многу добри. Ниту па секој дете има афинитет баш за сите предмети. Таквите кои можат да го постигнат материјалот баш за сите предмети, де факто се ретки и талентирани деца. Нормално е некој дете да има повеќе афинитет за математички или природни науки, некој е повеќе за општествени, јазични, хуманистички и така натаму. Тоа така треба да биде. Сега менталитет на големи групации тешко се менува, но се тоа зависи повторно од многу други надворешни фактори. Ако де факто во еден момент речеме ние сега го цениме знаењето, тогаш веднаш се дава силна порака дека треба да се учи. Еве со ова што го направивме, ние даваме порака дека треба да се учи. Спроведувањето на матурскиот испит оваа година многу поразлично од претходните години, исто така е знак дека треба да се учи на сите чинители, и на учениците, и на родителите, и на децата. Голем број незапишани ученици кои ќе се запишат во друго училиште, освен она што го сакали, исто така е знак дека треба повеќе труд да се вложи и повеќе да се учи, затоа што јас многу пати деновиве повторив, во еден момент од животот, кој да и на млади, и на повозрастни години, ќе дојде таков момент кога ќе се процени тоа знаење и во тој момент можеби и животот ќе им зависи од такво нешто. Ќе имаат или ќе немаат работа, ќе однесат дома средства за да си ги одгледаат децата или не. Значаен момент. Во младоста помалку мислиме на тоа, затоа што ги имаме родителите како потпора, но како стануваат возрастни, тие ќе почнуваат да сваќаат дека тоа е така. Ако при тоа ги избришеме сите аномалии кои се случуваат во општеството и кои децата ги гледаат. Нели, тука мора да бидеме честни и да речеме да, гледаат брзо богатење, гледам огромни материјални добра, кои не знаеме или предпоставуваме дека на сумнителен начин се стекнати. Гледаме луѓе кои без образование добиле некаков имидж, некаква функција во општеството. Повеќе чинители се. Има, значи, многу такви нешта, децата тоа го гледаат и се во судир со пораките кои ги добиваат, да речеме, од училиштето или од дома, од она што се случува во општеството. Нивното мислење, нели, тие се сепак млади и нормално е во тој период да сакаат на полесен начин да стекнат нешто. Значи има многу нешто да се поправаат во општеството, не само во образовниот систем, ние сме почнале, но еве и во другите полека треба да се средуваат работите. Добро, но вие се зафативте со едно од најкомплексните, така што да, ќе зборуваме и на крајот на таа тема. Кажавте, ако сакате добра оценка, мора да учите, па тоа е правило кој што не треба нели било кој од нас да го каже, тоа треба да биде така. За да ја испратите оваа порака, верувам дека вие сте и свесни дека една од главните карики за да ја спроведете и да биде правило кој што не треба да се каже, се професорите. Каков предизвик е за нив ова нова од септември школска година, гледајќи го стекнатото знаење, гледајќи ги бодовите, гледајќи со тоа каква нова генерација им доаѓа од септември, која што се запиша сега во средните училишта? Па е предизвик. Значи, клучната карика во синџирот на образовниот систем се професорите. Јас постојано тоа го кажувам и не затоа што јас го кажувам, тоа го пишува, анализи се правени и така натаму. Де факто од нив зависи образовниот процес.
Мене ми е жал, но имам впечаток дека и тука се случи еден социјален феномен, предпоставувам, кога дел од општеството нагло престана да ги почитува, веројатно поради и другите случувања што ги имаме во општеството, кога почна да се вели не знае професорот да предава, не знае професорот да оценува, тој професор е лош, тој ли ке ми каже мене, па има и родители кои така се однесуваат и ученици кои така се однесуваат, и како се рушеше авторитетот на професорите, така и учениците и родителите вземаа поголем дел од ареата во таа област и некако се променија улогите. Не е прв пат и не е само во нашето општество, се случувало и во други општества. Но како ќе се избориме со тоа? Се сеќавам на времето кога професор беше институција, наставник беше институција, па потоа и професор. Еден таков страф и почит во исто време кога ќе застане пред вас професорот. Точно така е. Да, во некои други времења, навистина малку поинаков однос има и учениците, и родителите, и целото општество. Чекор по чекор ќе се враќа дигнитетот на професорот. Прво ги праќаме овие пораки кон сите, нели, дека тој треба да се почитува, дека знаењето кое го предава, поучувањето кое го спроведува професорот треба да се почитува. Друго, им овозможуваме услови за да можат да си го повратат сопствениот интегритет и дигнитет. Им даваме можности да доучат тоа што треба, затоа што секојдневно се менуваат знаењата и во педагогијата и тие треба да имаат можност. Од тука, значи, им даваме можности за доедукација. Внимаваме на нивниот стандард. Важен е, професорот не смее да мисли дали му се згрижени децата, дали има доволно средства да го помине месецот, тој треба да се фокусира на својата работа. Еве им ја намалуваме административната работа за да можат повеќе на суштината да се посветат и полека верувам дека пак со тек на време ќе достигнеме до оној степен каде што тој навистина ќе биде неприкосновен авторитет. Кога нема да може да дојде родител и да му рече, знаеш ли кој сум јас, ти мораш на моето дете да му напишеш 5. Не велам дека се премногу чести таквите родители, но се случува. Но се случува. Или комшијата, роднината да рече, ајде сега на моево дете. Знаете, не е проблем, тоа го имало и во минатото и нормален процес е една оценка погоре да се отиде. Детето перманентно има 4, па седнало, па доучило, но проблем е кога 2, 3 стануваат нагло 5 или 4 и така натаму. Повторувам, значи по Бог знае кој пат, треба малку време, но јас сум длабоко убедена, ние имаме прекрасни професори, они имаат капацитет, имаат искуство, ги минуваат овие години на транзиција заедно со своите деца, родителите и властите и промените, реформите кои се прават, а сме ги правеле многу во образованието, нивното искуство и нивната волја ќе помогне, всушност ќе не доведе до вистинската цел. Сега зборуваме во живо со, споменавме министерке градски гимназии, па ајде сега со најградската гимназија, Јосип Броз Тито во Скопје, во центарот на градот. Колегата Бранко Чупевски е таму, разговара со една од професорките. Да видиме што ќе прават тие летниот период, како ќе се организираат, како ќе се подготвуваат за новиот предизвик од септември. Бранко, вниманието е кај тебе, те слушаме. Пустото дете од Јосип Броз мора да си ја испофали гимназијата. Зборувам за тебе, Јована. Добро утро уште еднаш за тебе, добро утро за министерката. Пренеси поздрави од терен и кажи дека
ние од тука и пренесуваме дека ја има најфрагилната и најсуптилната позиција во владата да се грижи за образованието, а образованието заедно со здравието, тоа се двата основни пилара, столба на едно општество. Министерката се грижи за нашата младина иднина, па да и посакаме многу успех и многу среќа во работата. Заедно сме ова утро пред најградската Скопска гимназија со име Јосип Броз Тито, со професорката по македонски јазик и литература Емилија Величкова. Мора да внимаваме многу на говорот, мора да внимаваме многу на акцентирањето. Професорке, добро утро. Добро утро, Бранко. Добро утро до гледачите, добро утро до министерката. Поздрав. Во наше село владее фамата дека професорите не одат, ова метафора, нели, со преносно значење, дека не одат на работа во летниот период. Па како се сноѓа тебе на почетокот во едно прашање? Ќе се вратиме за уписите, за она што се договоривме дека прво ќе споменеме, меѓутоа како ги поминувате овие летни денови? Кратко само воведете не. Како што гледате и самите, затоа утрински сме тука, нели, бидејќи не одиме. Со многу колеги, така, бидејќи нели не одиме на училиште. Значи, летниот распуст за нас не важи летен распуст, за нас е годишен одмор, и тоа колективен годишен одмор кој што го користиме сите наставници заедно и го немаме тоа право да го искористиме кога сакаме ние, туку го користиме, нели, кога можеме, кога учениците не се на настава. Така што гледате и самите дека имаме обврски. Значи, освен уписите кои што течат, имаме и значи, завршни административни работи, имаме државна матура, чекаме резултати од државна матура и ние се уште нема да отидеме на годишен одмор заслужен. Право на избор на датуми за годишен одмор немате, но имате право на избор дали да бидете адекватен просветен работник или не. Не вие лично, туку позицијата професор, даскалот е светост и треба да остане така, иако живееме во време во кое што не само професорите, скоро ништо и да не се почитува од вредностите кои што ги имаше низ децениите и низ вековите. Ќе се навратиме на темата претходно како поминаа уписите во Јосип Броз Тито, тоа е гимназија која што абсорбира најмногу гимназијалци во главниот град на Македонија, па како сте задоволни од одзивот, од квалитетот на она што ќе го има следната година во Јосип Броз Тито? Ви благодарам на укажаните зборови, пофални. Значи, првиот циклус, јунскиот испитен рок, заврши со очекуван упис, со очекувана бројка на ученици. Од вкупно 340, колку што прима гимназијата на македонски јазик и 68 на турски наставен јазик, со оглед на тоа што имаме и турски паралелки, се запиша вкупно 314 ученици на македонски јазик и 68 на турски јазик, така што останува можеби некое слободно место за во августовскиот уписен рок, меѓутоа кај нас класовите се полни. Така што задоволни сме, презадоволни и ги очекуваме учениците од септември со нова енергија. Ќе го искористиме овој момент, бидејќи ве повикавме вас како училиште, како представник на гимназијата, средното училиште на град Скопје, Јосип Броз Тито, да ве прашаме дали е вистината онаа градација која што владее меѓу скопските училишта, ова е подобро, тоа е полошо, тоа прима подобри ученици, тоа прима полоши ученици, таму се бара многу, тука се бара малку, на едно место се учи повеќе, на едно место се учи помалку. Каков ни е генерално образовниот систем во Скопје, па и во државата, сигурно тоа се рефлектира и се пренесува секаде? Знаете како, јас не би одела на тој сегмент дека во ова училиште е подобро или полошо, или пак нели на друго место можеби не се учи многу, туку се учи помалку. Тоа е сепак меѓу децата нешто кое што се шири меѓу учениците, кои што треба да се запишат. Можеби годишно, гледајќи ги наназад нели резултатите кои што беа при уписи, можеби годишно ќе се пријават во зависност од тоа локацијски каде се наоѓа училиштето, па можеби наталитетот таму е поголем, иако нели во средните училишта имаат можност учениците од каде било и патуваат да се запишат без оглед дали се од Скопје или не се од Скопје. Јас не би одела не би го кажала тоа така на таков начин, со оглед на тоа што во зависност од тоа каде им одговара и каде им оди друштвото, најмногу, но сепак имаме и знаете како во текот на годиштата кога ќе се запишат, преминуваат од едно училиште во друго училиште. Еве како што гледате, самите знаеме од минатите години имаше нели
квалификацијски испит во едно училиште, па потоа следната година немаше многу пријавени ученици таму, па оваа година имаше квалификацијски испит во друго училиште, па можеби следната година нема да отидат таму, понесени од тоа дека можеби ќе полагаат нели квалификацијски испит, но секако ги поздравувам сите на кои што прв избор име тоа кое што го избрале, без оглед дали е Јосип Брос или некој друго училиште, значи секако целат и успешно целат кон тоа каде да се запишат и каде ќе завршат. Какви средношколци, односно основци кои што преминуваат во средно образование има Македонија? Генерацијски, подкрепени со голема вештачка интелигенција, нели тоа ни е целта, со оглед на тоа што и во изминативе денови бевме на таква една обука, како да ја употребуваме и ние како професори таа вештачка интелигенција и како да ја примениме, добро да ја примениме, нели, и применливо тоа да биде во текот на нивното образование. Знаете како, сметаат дека ние не знаеме, меѓутоа нормално дека ние се надградуваме и дека мораме да бидеме во тек со сите нешта. Изненадени се од тоа колку практично знаат. Да, изненадени се, така. Меѓутоа, значи, гледаат на помал отпор да поминат, но ги поздравувам и оние кои што навистина се трудат и апсорбираат севкупно знаење, не само од образовниот процес, туку и од улицата. Јас велам дека и улицата треба да биде, нели, учител на секое дете, да се снајде, да се социализира и да се снајде и во училницата секако. Вие сте професор по македонски јазик, големо бреме носите на вашите плеки, преку јазикот ги пренесувате идентитетот и традицијата. Еве вие лично, се грижите ли тоа да биде запазено и тоа да биде пренесено на идните генерации кои што треба да чуваат оваа држава? Еве веднаш забележано. Поправам, да, забележано мора да остане, задолжително. Се трудиме сите, така. Се трудиме сите, не само по македонски јазик професорите, особено што имаме колеги кои што навистина сакаат нели да го владеат, не скопскиот говор или пак некој друг говор да речеме во било каде во државата. Се трудиме и гледаме да оставиме белек на тоа, бидејќи нашиот јазик идентитетот на нашата нација, нели мораме да го чуваме и да го негуваме. Како професорите ги поминуваат летните денови? Сигурно сте порастоварени во врските, меѓутоа вашата професија, како и нашата, нешто слично, докторите и така натаму, трае 2-4-7, 3-6-5. Нема пауза, нема ден за одмор, нема секунда за одмор. Како ги поминувате вие летните денови? Летните денови, годишниот одмор деновите, значи не застануваме, како што кажавте и самите. Подготовка за следната учебна година ние мораме да направиме. Сакале или не сакале, ние мораме да се подготвиме. Не предаваме секогаш во исто годиште, не доаѓаат секогаш исти нели ученици, мораме да бидеме подготвени за ученици кои што можеби имаат некаква, да речеме, попреченост. Тогаш е таа посебна програма која што ја работиме и мораме да бидеме во тек со сите нови случувања. Еве сега самите знаете во ЕК е подготовката на значи на новите учебници кои што ќе бидат, како што мислам дека спомена и министерката, кои што ќе бидат значи од 1 септември веќе ќе стартуваме. Имаме нова програма за прва година за средно образование. Така што знаете како ние мораме да седнеме и да го направиме цел план за цела година. Не е едноставно воопшто. Треба да ги предвидите сите можни. Не е едноставно воопшто. Иако нели се шири и се знае тоа од многу одамна дека професорите одмараат нели за време на и на зимскиот и на летниот распуст. Меѓутоа знаете како доколку вие го зборувате тоа и го афирмирате тој разговор дома, и учениците кои што ќе дојдат кај нас ќе мислат дека ние ништо навистина не работиме. Затоа еден апел и до родителите и до сите оние кои што не се во образовниот систем, поразговарајте со некој наставник. Само поразговарајте со некој наставник. 100 стапа по туѓ грб не болат, нели? Да. Што ќе им порачате, професорке, на
децата, тоа се уште деца и ќе бидат деца до завршување на средното образование, што ќе им порачате на децата кои што влегуваат во најчувствителните години, доаѓаат во една нова средина, доаѓаат во еден нов хабитат, нели, современо кажано, каде што треба да се конечно да се извајаат во личности кои што понатаму, нели, над 18 години тоа се носителите на општествениот живот во Македонија. Со кои зборови ќе ги пречекате на 1 септември? Влизате во новата просторија, во новата средина, дозволете да ви пристапат, но исто така пристапете, не се повлекувајте, секој еден носи свој белек и секој еден носи свое лично име. Никогаш не влегувајте во група во која што неавтентично ќе живеете, туку ќе живеете според нечии туги правила, бидете своји, дозволете да ве надградат, оние кои што го имаат тоа право и ја имаат таа професија, примете, прифатете, ширете ја енергијата која што ја носите во вас, но не дозволувајте некој друг да ви кажува што треба и како треба да живеете, затоа што овие ученици кои што ќе дојдат сега се 15 годишни ученици. Ние завршивме сега 4-та година и ги гледаме во текот на нивниот 4 годишен процес како созреваат, како растат и како излегуваат од тука веќе поинакви луѓе. Нека ви се среќа и благодариме, честитки за благородната професија која што имате. Емилија Величкова беше тоа, се надеваме повторно ќе бидете дел од нашата програма. Ви благодарам и вам. Почитувани, тоа беше професорката по македонски јазик и литература од Средното училиште на град Скопје, гимназијата Јосип Броз Тито, најградската Јована гимназија во нашата престолнина. Се враќаме во студиото, ви испраќаме позитивна енергија, ве оставаме со министерката да го затворите овој појас кој што ќе трае до некаде 9 часот. Да, важно е квалитетот да се задржи, не наврати на средношколските денови, министерката има завршено во таа гимназија. Инвестицијата во образованието, инвестиција во младите, јасно ни е. Вие особено, верувам дека сте свесни за тоа колкава инвестиција и какво менаџирање и всушност со каков ресор располагате. Чекор по чекор велите, ќе ги менувате работите, полека се прифаќаат, се прават и се прифаќаат, но колку се спроводливи, комплетна дигитализација најавивте од септември. Се она што го најавивте ќе биде ли спроводливо од септември? Го пробавте ли? Ќе функционира ли? Надградениот дневник функционира. Направена е пилот студија во повеќе училишта, па потоа во повеќе училишта. Значи, новиот дневник во кој им се олеснува работата на наставниците, убаво се води евиденција, па и тие свидетелства кои ги спомнуваме, нели, последни веденови, сите податоци ги има во дневникот, така да тој дел е завршен. Уписите во прво и во средно образование, во средно училиште се завршени, но навистина ние бараме и во хартиена форма да се ги достават дипломите учениците кои се запишуваат во средно образование од едноставни причини што има одредени средини каде што се уште дигитализацијата не зела замав, каде што ниту учениците, ниту родителите се подготвени, тој станува збор за 15 годишни деца, може да им треба помош, родителите не се и учениците не се подготвени да се вклучат во тој процес. Дел од повозрастните наставници исто така не се, можеби не се сноѓаат најдобро. Процесот е завршен и затоа јас велам од следната година можеме комплетно да го отпочнеме на целата територија, затоа што пак во изминатата година снабдувавме многу опрема, мрежна опрема, многу смарт табли, во претходниот период огромен број на таблети се купени, веќе имаме училници опремени компјутерски, не секаде, некаде ќе треба тоа да се доработи и затоа велам дека процесот на дигитализацијата му требаше време. Му требаше време, но е добро што се случува и ќе одиме понатаму, нели ќе внесуваме
некакви модерни технолошки методи за продолжување. Мора да бидеме во чекор со времето. Дефинитивно. Тоа и кога сме веќе на темата, Чет GPT алатката влегува на голема врата кај младите. Така е, токму за тоа сакав да кажам, и вештачката интелигенција ќе стане составен дел на образовниот систем. Сега тука сакам вашето мислење да го слушнам. Кој е вашето мислење? Дали оваа алатка, што сметате вие? Дека ќе може да представува алатка преку која нешто ќе може да научиме или ќе прерасне во алатка на когнитивен застој кај децата? Секоја алатка, каква и да е, колку и да е успешна или неуспешна, има своји добри и лоши страни. Начинот на кој што децата ќе бидат научени да ја користат алатката, односно во конкретниот случај ChatGPT, ќе им овозможи да се развиваат или, како што велите вие, да престанат да мислат затоа што некој ќе им го сервира она што ги интересира. Преку многу предмети, преку многу теми во предметите, па и преку ChatGPT децата можат да учат критички да мислат, да размислуваат, да анализираат, дедукција да прават, се што е потребно. Која е предноста на ChatGPT? Да им даде побрзо податоци во пократок период, отколку тие да седнат и поединечно да ги бараат елементи. Да истражуваат. Но она што мора да го знаат, дека истражувањето е едно од основата на знаењето. Дека тоа што ќе го добијат од ChatGPT треба да го проверат. Затоа што и пишуваше, нели, јас не сум експерт, ама пишуваше дека тој е добар, е усовршен и се усовршува секој ден, меѓутоа празнините кои ги има во собственото знаење ги пополнува со измислени податоци. Еве им на децата, значи, податок дека се случува и тоа. Па велам, јас најлесно кога ќе го прашам нешто, но велам излистај и литературата, од каде што си го превзел ова што ми го кажуваш. Значи, наставниците и родителите мора да ги научат децата како да ги користат и овие алатки и може да бидат многу корисни. Јас лично не сум противник. Може од се нешто многу да се научи, дури нели кога ќе речат некоја литература која не е така најсоодветна, од се нешто може да се научи и од ова. Но внимателно, но многу внимателно, наставниците се тие кои што ќе им кажат како треба да ги користат тие алатки во иднина. Да. Министерке, знам дека имате обврски, мора да и да ве ослободиме. Сакам да го завршам разговорот со едно прашање. Неколку пати споминавме дека се зафативте со една сериозна работа со едно најфрагилните министерства кај нас, Министерството за образование. Рековте на почетокот дека една година помина, дека знаете во што влегувате, но верувам дека кога добро навлеговте во оваа измината година, дека сршта кога ја видовте, верувам дека веќе знаете со што си имате работа, па најголемиот предизвик во секојдневното работење кој е за вас лично? Многу предизвици има во Министерството, но она што мислам дека е најважно и што треба да се направи е да се донесат соодветни наставни програми и студиски програми. Тие треба да се менуваат постојано. Ние се нешто правиме, ама никако да дојдеме до она квалитетот. Се надевам дека овој пат ќе успееме. Тоа е исклучително многу важно да се модерни, да се соодветни на модерните времења, на потребите на пазарот на трудот, на глобалните потреби. Секако дека тоа е еден од основните и сериозните предизвици со кои што се соочуваме. Наставниците, без оглед на која ниво се, дали се на основно, дали во високо образование, на вистина, треба да го добијат своето место во општеството и со сопствениот стандард, но и со лична доедукација која државата треба да ја овозможи. И се разбира, условите во кои што работат и учениците и наставниците се голем предизвик во земјата. Се друго не е помало, но ова се столбовите врз кои ќе мора да почнеме да ја градиме целата околина. Чекор по чекор, но веројатно и чекор по чекор е вистинскиот избор за наше воопштество, барем нека биде трајно.
Така е. Да не многу нагло. Се што сме Потоа, пробале нагло не дало плод, па се надеваме дека оваа промена можеби ќе биде добра. Се надевам и ние. Се разбира, ви благодарам на издвоеното време. Посакувам да имате со лесно работа, да ви оди, се разбира, работата. И тука сме во комуникација да пренесеме за секој чекор нареден кој што ќе следува од вас. Ќе се видиме сигурно и пред почетокот на следната школска година од септември, живи и здрави. Ќе ве задржам уште малку. Ќе одиме во Велес. Во Велес ни е колегата Петар Печков во гимназијата Кочарацин. Ајде да видиме што прават професорите во гимназијата Кочарацин во овој период, како се подготвуваат за од септември. Задоволни ли се, Петар, како заврши изминатата школска година и што е она што секогаш знаеме да се кажеме што научивме од годината зад нас и што ќе поправиме во следната? Повели. Да, тука сме Јована во најстарата образовна институција во Македонија, Велешката, гимназијата со повеќе од 170 години стаж. Разговарам со директорот Илија Попов. Илија, заврши ја уписите. Ајде да одиме најпред со бројките. Како помина првото пријавување од првиот уписен рок? Доците. Добро утро на сите гледачи на македонската телевизија. Најпрво би сакал да истакнам дека во последните 6 години конечно имаме сериозен интерес за упис на ученици во прва година во нашето училиште. За нас тоа е потврда дека се враќа довербата и на гимназиското образование. Бројките моментално, за разлика од минатата година, кажуваат дека е двојно зголемен уписот на ученици. Практично е исполнет капацитетот за предвиден во конкурсот. Се надеваме дека со поддршка на Министерството за образование ќе биде возможено да отвориме дополнителни паралелки каде што ќе им биде овозможено на учениците кои што се заинтересирани за квалитетно образование да бидат дел од нашето училиште. Моментално имаме запишано 111 ученици, практично со второто пријавување од првиот уписен рок. Да, заврши, значи, и второто пријавување. Денес треба да бидат објавени оние кои што се примени, така? Денеска треба да бидат објавени конечните ранглисти. Да, заврши учебната година. Каква беше таа наставата во учебната година? Таа завршила на 31 август. Дали се содружувавте со просторни проблеми, со кадар, со учебниците? Дали имаше тука некакви забелешки, реакции? Па видете сега, можеме да кажеме за нашето училиште дека немавме некои посериозни потешкоти, меѓутоа и како имаме со што да се пофалиме за она измината учебна година, бидејќи мислам дека успехот не е случаен, сериозно беа вложени нашите професори, нашите ученици, со што се постигнаа значителни резултати, како на државни, така и на меѓународни надпревари. Меѓутоа би искористил прилика да споменам дека оваа година на некој начин сите можни признанија од општината ги добивме токму ние, нашето училиште, гимназијата, со тоа што за најдобар наставник во средното образование беше избран од редовите на нашето училиште, најдобар ученик во средното образование, токму од гимназијата беше избран. Уназад веќе 5 години е избран најдобриот спортски педагог и најдобро спортско училиште. Вашето училиште прима и ученици од соседните општини, Лозово, Чашки и Градско. Дали има интерес од овие средини да доаѓаат да се образуваат во оваа институција? Па би споменал дека оваа година имаме запишано од сите соседни општини, за разлика од претходните години, зашто можеме да кажеме дека 5 или 6 ученици веќе се запишани од Градско, од Чашка, од Лозово. Имате новина од лани, од минатата година, билингвална паралелка. Каков интересот за неа, дали ги оправдува, дали неговиното постоење и кој јазик се учи? Лани почна да функционира во нашето училиште една нова паралелка, билингвална, каде што наставата се реализира на македонски и на англиски јазик. Интересот, за разлика од лани, е поголем исто и во таа паралелка. Се надеваме дека и во иднина ќе се зголемува интересот и можам да кажам дека учениците кои што завршија сега прва година во таа паралелка забележаа значителни резултати во секој поглед во
и на надпревари, меѓутоа и во промоцијата на училиштето мислам дека се покажаа како ученици кои што заслужуваат да бидат дел од нашето училиште. Гордоста наша. Илија, јас се благодарам што бевте гости ново утро. Да водам со други податоци. Да? За крај би сакал да кажам дека после овие уписи, мислам дека гимназиското образование се враќа до вербата и вредноста на гимназиското образование и мислам дека гимназијата е основа за идните, силна основа за идните студенти и идните лидери. Така да мислам дека гимназијата е правиот избор за средношколците. Да, благодарност до Илија. Јас само кратко да ги споменам и подоците. Тие Велес има и уште 3 други средни училишта, како беше интересот за упис. Во средното државното средно стручно училиште Колен Велковски имаше 295 слободни места. Во првиот уписен рок, во првото пријавување беа пријавени 234. Пополнити се местата за транспорт и шпедиција, готваче, келнер, машински техничар, техничар за производно машинство, машински техничар на моторни возила, автомеханичар, заварувач и мехатроника, електрика. И од хемиското училиште пополнити се медицинска сестра и фармација, а додека во економското училиште се слободни во сите паралелки. И јас тука би се одјавил, Јована, некаде пред 9 часот моето јавување за уписот во прва година во средните училишта во Велес. Благодарам, Петар. Благодарам. Ке се вклучиме сега во живо во Битола. Колешката Александра Максимовска е во гимназијата Јосип Брос Тито од Битола. Ајде да слушнеме и таму 8 децении континуирано квалитетно образование. Александра, те слушаме со внимание. Добро утро, повтор пат, токму така се наоѓаме во Битолската гимназија Јосип Брос Тито, една од 6 средни општински училишта во Битола, кое што при првиот уписен рок ја потполни квотата и нема втори, трети уписен рок. Ова училиште, со нас денес е директорката на ова училиште, Лидија Споа, со која повеќе ќе разговараме околу интересот на учениците за во оваа гимназија. Добро утро, директорке. Кои беа условите, каков беше интересот и колку ученици се запишаа во првиот и единствен уписен рок? Добро утро и од мене, поздрав до гледачите. Како и секоја година, гимназијата е атрактивно училиште и во првиот уписен рок квотата од 180 ученици во 6 класови беше распределена и пополната. Втор уписен и трет уписен рок нема да имаме. Тоа се доложи сигурно на континуитетот, на квалитетот низ годините и љубовта и посветеноста која што ја даваме на учениците. И секако тие тоа го осеќаат и го пренесуваат на идните генерации. Овде се запишуваат ученици што имаат одличен успех. Дали успеваат низ текот на следните 4 години да го задржат успехот? Како име на почетокот првата година, дали тешко се снаоѓаат, дали има ученици кои што се отпишуваат? Искрено, трендот на ученици со сите петки е и кај нас нормално. Имавме и оваа година, како и другите ученици со сите петки во голем број, државни меѓународни надпревари. Да бидам искрена, да го задржуваат квалитетот, има ученици кои што му е потешко да се навикнат во новата средина во училиштето, начинот на учење, начинот на испрашување, на тестови, на посветеност во училиштето. Меѓутоа сметам дека првата година го надминуваат тоа и веќе се навикнуваат на нашите барања и услови во гимназијата. Како ја оценувате изминатата учебна година? Во исчекување сме и на резултатите од матура, колку ученици полага, како помина матурата? Во однос на како помина минатата учебна година, сметам дека ова година навистина се надминавме на некој начин себе си. Имавме јубилеј, 80 години настава на современ македонски јазик, кој што помина безпрекорно. Потоа, скоро на сите државни надпревари, не се вративме без прво или второ место, апсолутни шампиони во ракомет, во кошарка, нашите ученици со ментори. Сега имаме ученичка која што ќе заминува во Париз на Олимпијада по физика. Навистина по сите предмети многу освоени први, втори и трети места. Во однос на матурата 167 ученици полагаа во спортската сала.
како што налага и условите за полагање на државна матура, помина на вистина во најдобар ред. Очекуваме оваа недела или другата солидни резултати од сите ученици. Посветено работите и на подобрување на условите во училиштето, како за учениците, така и наставниот кадар. Што сработивте изминатата година? Не само изминатата, во континуитет благодарение на Министерството за образование и наука и Општина Битола. Навистина досега не одбиле за некој наш проект, меѓутоа ние сериозно пристапуваме кон нашите барања. Така, ова учебна година направивме комплетно нов хемиски кабинет современ. Во летото минатата година до 1 септември веќе имавме нови врати кои што беа стари повеќе од 100 години, нови подови на третиот спрат, имаме нова настрешница во функција на летна училница која што навистина е прекрасна во училишниот двор и многу се користи, нова ограда од ковано железо во дворот на гимназијата која што и тоа беше стара ограда од можеби од турско време, нови мермерни скали и многу навистина и некои ситници кои што се трудиме секогаш да биде се во најдобар ред. За солидни ученици и за солиден наставен кадар потребни се и одлични услови за работа. На што ќе се посветите следната учебна година? Искрено, следната учебна година ќе се посветам на таванот на училиштето, навистина голем зафат, капитален проект. Сега сакаме да го изработиме проектот затоа што е многу захтевен, а од наредната 2026 да започнеме со реализација на реконструкција на таванот. Директор, ќе ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето и на сите новозапишани ученици им посакувам успех. И јас ви благодарам, поздрав до гледачите. Во битолските основни училишта полуматуранти оваа година беа 824 ученици, кои што конкурираа за 1269 слободни места. Во однос на ланската година запишани се 938 средношколци, што е за повеќе од 100 ученици оваа година помалку бележи тренд на опаѓање. Кога сме кај образованието, да споменеме и записот на првачињата. Оваа година, според податоците од МВР, треба во битолските основни училишта да се запишат 831 ученик, меѓутоа од таму информираат дека испишани се 40 ученици кои што се заминати во странство. За упис остануваат 791 ученик, а моментално запишани се 560 само. Се надеваме дека до крајот на летото и до почетокот на новата учебна година овој број ќе се потполни. Студио. Благодарам, Александра, благодарам точно 9 часот. Тука го завршувам овој блок.